Здраво. Чекај. Тука бевте вие. Здраво. Знам дека се убрзав јас многу. Бев многу забрзан. Сакав да ви покажам нешто, да ви кажам, да го споделам со вас и ето, тоа е тоа. Се испотив. Тешко е да брзаш, поготово кога сакаш на некого да му кажеш нешто, да споделиш со некога. Јас со вас споделувам стално еден куп убави интересни работи. Па сега, ден недела, ден за ручек, вие станати, помина Великденот, Великденскиот пост, денеска е прв ден Великден, значи веќе сте направиле синоќа, што сте направиле во 12 часот точно, се скршиле со јајциња и сте го направиле адетот каде што Христос воскресна, се поздравувате од другите враќаат со вистина воскресна и едноставно ја комплетираме целиот оној период на постење и на прославување на Христовото воскресение. Уште еднаш да му честитам на сите оние кои што си го слават Христосовото воскресение, си го слават Великден овие денови, нека му е со среќа, среќен празник, и што многу години си го славиме заедно. А јас, бидејќи денес е Великден, донесов специјално изненадување. Се немам у студио со кого, затоа што празник е, сите сакаат да празнуваат некаде, па немаме кого да донесеме за гости. И реков, викам, сам ќе дојдам. Вака сега донесов ја едно јајце. Еве да ви го покажам јајцето, значи да видите. Јајце. Ево го јајце. Сега, додуше малку има баркод, значи малку е дрвено јајцето. Дрвено е малку јајцето, ево. Знаеш, баркод има. Малку е дрвено јајцето. Мало пина, али не е важно, така, малку е дрвено јајцето, али не е важно. И сега ова јајце, кој ќе излезам сега од тука, бидејќи има многу деца што ме чекаат ке мене умало, и кажеш, Томче, те гледаме шопска шоу. Па возрастни, Томче, како си, што преш добар ли си, шопска шоу, за Христос воскресна, навистина воскресна. И ја ќе му речем, може ли да се кршиме со јајце? Може, и кој ќе му направам. Так. А сите ќе му ги сокапам јајцата. Добро, нема да биде така. Нема да биде, ќе си земам, ја имам дома едно црвено убаво јајце и со тоа ќе се кршиме. Со соседите, со блиските, со домашните и така натаму, ќе го едноставно славиме Христовото воскресение. А кога станува збор зашто се фарбат црвени јајци, зашто црвеното јајце ми е најубаво мене и зашто црвената боја е најубава, тоа е нека друга прилика. Сега да се задржиме на сето она што е наша тема и наше внимание денес, односно нашиот фокус е наместен токму на ова фреквенција, токму на ова место и зашто? Затоа што се случува едно неверојатно, едно несекојдневно, едно фантастично и досега невидено шоу, шопска шоу со Томче, ама не иде тоа така. И сега, за да може да биде како што треба и некаква музика. Музика веќе ќе слушнете во позадина и само што ќе почне музиката, јас само да ви најавам на кратко дека овој пат нашата гастрономска авантура не однесе на едно прекрасно и преубаво место, тоа се вика Кај бабе. Јако речете, каде е тоа кај бабе? Кај се наоѓа бабе? Кој е бабе? Ване се вика собственикот на ресторанот, рибен ресторан Кај бабе. Се наоѓа во Лептокарија и се кога прашав зашто викам ме интересира мене да ми кажеш една работа, зашто викам те викаат бабе? И Ване ми вика вака. Прво јас вика имам работено вика доста време вика во Хрватска. И кој наш македонец како ќе дојдеш вика и кој ќе снема пари вика ќе го изиграат газдите таму вика ќе отиде вика ќе работи и ќе го изиграат и нема да му платат вика ќе остане без пари скршен динари. Што да правам, кај да идам, што да правам. И кај ќе дојде? Ќе дојде вика кај Ване. Сите го испраќаат иди кај бабе, вика бабе ќе ти даде пари да се вратиш вика до дома. И бабе еден, бабе друг, бабе трет вика дојде од Скопје, кај си бабе, остана бабе вика. И чим остана бабе вика тогаш нека биде кај бабе. И приказната која што трае повеќе од 30 години, која што е повеќе од 10-11 години во Лептокарија, ќе ја видите само за некој момент, бидејќи режијата сега ќе ни ја пушти, а јас ве поканувам сите вие кои што не пратите и не гледате во момент на фреквенцијата на Канал 5 телевизија да видиме каде отиде нашиот ценет колега Томче во Лептокарија и што е тоа што разговара со бабе, а и многу битно, што те густира после тоа? Лапачка имало како што слушнав тама, а не ме вика колега, еднаш да ме викнеше на шопска да ме викнеше и не па една жолта, а не нешто друго. Дегустираат без мене сам. Ама ќе се договориме ние со колегата Томче. Он е многу фин, многу добар, ќе се договориме и следно ќе идеме заедно, ќе се договориме. А вие сега гледате како испадна тоа што го сними на терен колегата Томче, нели? Ти земам се.
Добро утро, мили драги мои. Се наоѓаме, како што знаете, во населба Карпош и тука сме да ви раскажеме една убава приказна која што трае 30 години. Само 11 или 12 години трае на оваа локација во Карпош, во трговскиот ред Токарија. И сега зашто станува збор? Ова место, пошто се разликува од сите останати каде што го бараме најдобриот ручек, нели? Не да ден за ручек и ние си бараме добар ручек, а добар ручек мабутов има секаде каде што ме носам јас. Е па интересно место ова и поразлично од сите останати до сега, кои што сме ги посетиле, затоа што ова место е специализирано само за рибни, значи специјалитети и мастерфи со риба, меѓутоа и со морски плодови. Значи имаме само работи кои што се посни, кои што се убави и тука нема мешање на баби и жаби, односно нема мешање на скара, месо, плескавици со риба, тука имаме само рибна храна направена од риба, дали тоа ќе биде млечка, дали тоа ќе биде некаква плескавица, дали тоа ќе бидат некакви икри или ќе биде некаков друг специјалитет. Останува ведо да знаете, ја да не седам гладен, мене ме чека Андони да започнеме нели со објаснувањето на сите работи. Здраво, Андони. Ајде. Може би тука да седнем, може. Мили драги мои, како што ви кажав, јас се наоѓаме во ресторанот Кај Бабе и тука сме со мојот соговорник Ване, здраво Ване, Ване Атанасов, кој што сите го знаат како Бабе, никој не го знае како Ване. Добро дојде Ване во Шопска шоп. Благодарам, благодарам. Така, мене ме интересира сега првично зашто Кај Бабе, односно зашто Бабе, од каде надимакот Бабе, односно како прекар добиено? Тоа е стар надимак, останато уште од Хрватска кој работевме Така? на времето и Бабе, баби и бабе остана. Ме интересира мене оваа приказна што трае 30 на години, приказна која што едноставно 30 години ти ја чуваш во себе и дел од работите се презентираат поинтензивно изминативе 12 години во населба Карпош, односно во трговската Токарија. Кажи ми, од каде идејата за да започнеш еден ваков гостителски објект, па насочено со посвета само на рибни специјалитети и што се викаме мастерфи и морски плодови. Па цел живот јас со место немам работен, само со риба. Така. Значи земи од Охрид од 89 до 97, од 97 Хрватска 10 години цели. Так. Кога се вратив назад, значи тоа беше во Скопје немаше рибни ресторанти, освен Сидро. Так. И видов дека луѓето сакаат да отварат ресторанти, ама многу мешаат работа. Так. Месо и риба. Кај нас е све морско, риба речна, риба морска. Тоа сакам да те прашам затоа што на почетокот го кажав дека ова е место каде што можеш да дојдеш да добиеш специјалитети од риба, мастеф, специјалитети чикам јас мога да оние убавина работи од риба што се и морски плодови. Морски плодови. Меѓутоа работата е дека тука не е измешано баби и жаби, односно нема месо, нема скара, нема кебапчиња, нема плескавици, така нема затоа што ако сакаш да постиш треба да бидеш искрен према народот. Према народот, затоа што гревот после доаѓа нели кај тебе, сега се ближат постите. Ние имаме гости така и од муслиманска вероисповест. Така, имаме сите верични идат. Така. Значи не можеш да го лажеш. Нормално. Додека ресторанери кои мешаат жаби и баби, тоа ти исто како у бит пазар да си нарачеш пастрамка, кај 10. Ќе ти удри по глава. Така? Да. Значи народов уште кај нас го нема сватено тоа дека риба се јаде у рибни ресторанти. Така. Значи има, а ние работиме секој ден со свежа риба. Јасно. Ето сега те прашам, мојот е како постигнувате да имате толку производи од риба, можете да нудите такав производ, асортиман на производи од риба, а мабитов рибата каде ја носите свежа, ја чувате негде, се чува по. Значи треба да си мајстор за да одржаваш. Так. Не сме ние фирма која е голема што имаат ладилници позади. Комори, и они земаат по 4 тона и ја земаат многу поевтино од мене, ама ја продава у март, а ја земал у јануар. Значи не може да ја продае. А ја земам дневно, може да видите фактури, дека дневно ми стигнуваат ципори, лаврац, ракчи. Секој ден, ево сега стигна, може да влезете да снимат. Браво. Да. Што е? Да, еве сега ги носат, еве ги. Да, сабота е.
Да. Значи, вие секој дневно, и од Албанија земаме, и од тука земаме. Така. И од Грчка земаме. И од Грчка. И така, тоа ме радуе што имаме посетеност. Супер. 11 години веќе влегуваме и 11 луѓе имам работа. 11 луѓе работени. Зашо заради секоја година 12 години ќе бидат 12 вработени луѓе? Не, значи рибата бара нежност прво за работа. Така. Треба си нежен за да работиш, како што жени бе брат. Така. И друго. Не ова времена да купи од месарата стајна скарата, ајде дај пари. Да. Ова треба да се добие прво од кај што се носи, па да се исчисти, Така. па да се дотера, па да се сготви да ти ја дам. Така, Значи, така. таа една риба има 10 операции додека стигне до вас. А најбитното кој е? Љубовта, да го сакаш тоа што го правиш. Да. Зашто без љубов Ако не ништо работиш, ако немаш љубов спрема тоа, бабе, бегај. Јас стално Собери викам се. кој ќе влезам некаде, дали за обично кафе ќе треба да порачам, вика, што сакаш, викам едно макијато, викам, ќе го направиш со љубов, викам за да биде убаво после тоа. А се? Ништо, Ване, мамата, јас само може да ти кажам едно благодарам за разговорот, ти благодарам затоа што малку поразговараме, ви на вас. би те замолил да пренесеш живокуина до шефот таму што помага, што работи, што ја тера целата работа, да ги донесе специјалитетите. Имаме кои што луѓе ги по 10 спомнавме. години што работат. Така. Уште. Да донесат тие специјалитетите што се чорбат и сите останати Сега ќе донесат. на путер, школки, на Све, ракчија, да све. видиме, да тестираме, да дегустираме и на сите оние кои што не прават да не гледат во моментот, да им кажеме колку прекрасно се јаде тука во овој ресторан, колку е прекрасна и вкусна храната која што може тука се Така, дегустира така. и се разбира да ги доловиме сите оние вкусови за кои што вие вредно се трудите да ги внесете во секој јадење и да ги направите да биде тоа И прекрасно. кој не може да дојде, може да заборавни си искус. нарача. Работиме и со волк, и со корпа. Така, ете, и ни таа информација е интересна. Да. Имаш ли информација колку производи им нудите во моментот преку менито? Па преку менито имаме едно 60 продукти. Преку 60 60 производи. продукти. Супер. Ти благодарам уште еднаш, Фала Ване, и на жив вас, здрав да си фала на и да посла. продолжиш Скопјане да ги храниш со квалитетна убави специјалитети Амин, од дај риба, Боже, затоа дај што Боже. мовето се додека имаме риба, имаме мовето во оноа што е, како ти кажам, можеш да дојдеш во Скопје, да се чувствуваш како на море, во таверна, си седнал, си одморил. Знаеш што би било убаво сега од време на време кој ти пушташ музика? Пуштиш хрватска музика и донесеш нешто брат. Шплус. Ето, Као бранови нешто шплас. Малце моди, исто како Од Бразил да ги донес, со тресење. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви на вас. Фала. Вака изгледа полна маса во рибен ресторан, кога ќе се започне денот како што треба, а ние сме тука да ручаме и да ви дадам препорака што е тоа што можете да го вкусите и вие, се разбира доколку дојдете на ова прекрасно место во населба Карпош. Се разбира да посетите бабе, да му кажете добар ден бабе, како си? Да, тие работи што ги јадеше Томче што пробуваше од тоа таму тие на путер што се некои специјалитети што беа чварки, некои постни има сега како што се почнати постите, специјалитети, што да ви кажам. Значи, само да ве запознам, значи ова е млечка, ова е тука ракчиње на путер, ова е чварки од крап, ова е салата со морски плодови, ова е морнарска салата, ова е ципура и ова се поховани лигни, ова е ќофте од икра и се разбира тука го имаме специјалитетот крап во тава. Ние започнуваме како што иде редот, како што ги налага, значи има правила на однесување кој ќе влезете тука. Не може да си сипаш одма све да јадеш. Како, значи седнуваш прво, добар ден, како сте, што правите, добри сте, добри, ајде да пробаме чорбата. Значи се поздравуваш и правиш здраво живо со чорба. А тука е прават најубавата чорба според тоа што ми кажаа луѓе и според тоа што дошле луѓе тука со години што седат и што. Да пробаме чорбичка домаќинска. Се прави, вика, со пастрмка и се прави со лосос. Ваква чорба децата дома бараат. Кој ќе дојде мама и ќе носи супа, вика, нема, не, вика, дај ти од таа чорбата од кај чичко бабе, инаку не јадам дома супа обично. Така. Се става ли некаков зачин во оваа чорба? Не. Не, ма лимунче, само е доволно. Има и лукче ако сака некој. Јас за денеска доста лук изода. Значи, јадеш лук за да бидеш лукав. Што треба да јадеш за да бидеш мудар, ми беше работа? Млечка треба да јадеш за да бидеш мудар. Ајде, ќе ви кажам сега, ќе ви кажам и за млечката, ќе ви кажам. Не се секирете, само да дојдеме до тамо. Ете. Браво. Значи, цели парчиња риба,
направено значи да не да биде една ретка чорба, што викаме трчи сопни се, ни па мабетов да видиме да она густа што е да биде тешка, да биде за варење лоша. Не, ова е направено да биде така убаво и лесно направено, да има она парчиња риба, да може да осетите рибата, да може да ги осетите зачините, да може да ги осетите сите оние убави работи. Нема тешка запршка од брашно, нема воопшто брашно во незе, нема ништо од тоа што вие мислите дека би било проблем. Дојдеш тука, си прочаш чорба од риба, заслужиш една таква чорба, седиш, вкусно уживаш. Оваа рецепта ја има научено бабе, ама знаете од каде има научено? Он кога бил во Хрватска и гледал тие рибарите таму како ловат. И он кога ги гледал рибарите како ловат, зашто таму они ловеле десо мрежи, десо трски, и кој ќе фателе они лосос или кој ќе фателе некоја друга, благодарам ја го Стаси лепчето. Значи кој ќе фателе они некој од тие рибите таму, и знаете како рибари, они си знаат финти, си знаат нивни марифети, мајсторлуци за да си направат убава чорба. И бабе доаѓа со нив се дружи, зашто македонска работа, ако не си рибар, мабето не си македонец, кога да не си од Македонија. И доаѓа он за станува со рибари, ќе фрлам некоја трска, ама него повеќе му било за да види како ја прават чорбата таму, што прават зачини, како стават. И така полека земал, ја научил нивната хрватска чорба и после ова не се оставах. Превкусно. И полека земал зачините што биле таму, што ги користеле они, си ги македонизирал. Направил да минат македонски зачини, си ставил македонски работи и ја направил чорбата да биде подеднакво автентично вкусна, како да едеш во Хрватска во таверна, музика, све тоа иде како што треба, ама во Македонија. Како има тоа бе луѓе? Само тука. И сега ви кажав колку била чорбата, сега ќе кажам малце на страна да тргнеме чорбата, зашто сепак јас треба да дегустирам повеќе работи. Значи, чорбата ќе оставиме тука, ќе се вратиме на тебе чорби, чуж да не береш гајле, ќе те докаснеме, само остане ми време малце. Гледај колку кај парчиња риба има. Погледни, дојди вамо да видиш. Гледај колку кај парчиња риба има, гледај. Гледај кој ќе фатиш вака, риба све, само риба. Одлично. Превкусно. Следно што идеме имам уште една приказна за вас. Следната приказна е вака. Порано борнарите кога иделе нели да ловат на море, кога иделе за да донесат риба во овие местава што се пристаништа, односно по месец, 2, 3 ги немало. Цело време биле таму на море. И на море таму се заситувал организмот со јод, се заситува со сол, се заситува со такви работи. Што му фали? Му фалат витамини. За да може да си јадат они витамини тоа што му треба, они си зимале намирници што се како зеленчук, како такви некои работи, и си ги собирале и си направиле една морнарска салата. Салата која што ќе носи витамини, значи има семенки, има сусам, има маслинки, има рукола, има марула, има морков, има пченка. Значи има многу работи. Од сето тоа што само нема риба, нема месо, нема такви работи, затоа што тоа им е бил заситен организмот, му фалеле витамини. И што викам јас, мога да вако ти фали вакво нешто, мога да во Скопје почне ти фали нешто. Имаме ние многу паркови, ти си застанеш, ти почнеш да си јадеш, мога да кај сакаш. Зобе, меѓутоа ако сакаш квалитетна витаминска, ваква морска, морнарска, не морска, туку морнарска, да видите како изгледа. Гледате како е вкусна, пуна убава, полна што се вика ова за двајца да дојдат да се најадат. Или 3 девојчиња. 3 девојчиња помалце јадат. Ето, така да видиме. Гледаш ли колку е полна? Гледаш ли колку е полна, со зачини, со сите работи се. И овде ги има овие специјалниве зачини што ги користи бабе, значи, дават посебен шмек, посебен впечаток. Ќе земете само тука и си ставите сол по вкус. Секој како што милува. Ето така. И исто како кога јадеш шпагети, само што ова нема шпагети, тука има марула се врти. Тако да го направиш, вако да го направиш, вака. И рукола има. Марула има и рукола има. Многу вкусно. Не сум верувал втор пат во живот каде што јадам комбинација на повеќе зачини
зелено и сум мислел дека нема да ми направи некаков мерак. Прв пат во Дихово, во село Дихово кај Пеце, испадна рукола со некој мечки лук, со не знам, со некој балсамико, со нешто, викам, леле, ова, ау, кој ќе гледа, како ќе биде? Фантастично. Ова е втор пат да видам изненаден во животот на толку деликатеси, толку работи што ги имам пробано и вкусено. Браво. Браво, секоја чест. Само да знаете дека во оваа салата морнар нема. Имате еден позади што го чувате, ама многу е стари, не го рендат поќе. Го чува за друштво. Одлично. Одлично. Сега идеме да видиме. Погледнете. Женски производ. Од икра. Ќофте од икра. Ајде да видиме сега како е. Значи вака е мекона текстура. Икра сите сте јаделе. Кој не јадел, срам да му е. Значи се зимаат тие јајцињата од лосос, се прави кавијар, од овие јајца што ги собираме ние од икрите од пастрмката си правиме, или па од крап може, од крап си правиме, вака. И мрсничко вака убаво подпечено на скара, направена текстура заедно да биде измешано, значи не се ова само, ова се икри, ама помешани со зачини, помешани со макдоналдче, како што можам да идам, па ставено и буковче малце за вкус, па црвен пипер за да добие црвеникава боја и се до тоа значи со солца, со биберче, направено една смеса убава и тапкано, направено, значи да биде како што треба да изгледа обликот и после тоа валкано во брашно со како беше бело брашно комбинација заедно со жолто брашно. Цак комбинација бело со жолто брашно и се става полекана скара. Да си тера, па од едната страна, па од другата страна, да се добие вака убава текстура за да може да биде вака како што изгледа прекрасно и убаво на изглед, а на мирис. Подеднак убаво, веднаш, сега ќе ви кажам, слушнате вака се, ја ќе направам една комбинација што може не му текнало на никој претходно, ама јас сакам таков малце да ви дадам можност да пробате и нешто што не сте пробали или што не ви текнало. Да земете вака малце од макалото од лук, малце да земете од салатата од морнар, нели? И сенав. И да видиме како ќе биде. Одлично. Салатата е висока на дополнување. Затоа што ќофтето од икра има малце суво однатре и малце посуво и си бара малото да му ставиш малце некакво макалце, да му ставиш нешто сосче, лукче. Знаете. Лимонче малце за згора вака. Да. На дополнување на секоја риба е фришка лимон. Или производ од риба. Гледате сега ова. Се стави руколче малце. Комбинација. На здравје. Дадеш со прсти, вака ќе правиш. Значи, да си ги излижеш прстите, затоа што е прекрасно. Најбитната состојка во правењето на секој јадење тука кај бабе е љубовта. Бабе, оваа љубов во себе ја чува 30 на години, ја гај и заради тоа го собрал сето тоа искуство 30 на години наназад и сега го преточува во една филхармонија од вкусови, каде што секој јадење што ќе го пробате ви раскажува посебна приказна. Лињите раскажуваат приказна за тоа каде биде уловени, колку се свежи. Чварчињата ви раскажуваат приказна дека можете да постите и со чварки, иако може да биде посен или мрсен период. Икрата ви раскажува
приказна за женски производ кој што е мамата од икра и со додатоци за да се направи убаво ќофта од икра. Ракчето во путер ви раскажува приказно дека постои ракче кој што може да биде направено во путер, да биде меко, да биде убаво, да биде сочно со сите нишани и да биде прекрасно на вкус и само да ве тера да јадете уште повеќе. А сега, мене драги мои, доаѓа на ред да се проба крапот во тава. Гледајте, само се двој. Видете мефсото, само се двој. Ова е направено, знаете како што осеќам, по мирисот е направено по мој вкус, со доволно кромит. За оние што се љубители на добро убаво рибешко месо, рибино месо, и сето тоа да биде подготвено вака искрчкано, издинстано во фурна, со сите нишани, со сите зарзавати. Па ова има специјални зачини кои што ги има бабе донесено од други земји. И тука е таа магија, љубов, зачини, месење, малце крапот сака да се олабави, значи после ловот кога ќе го ловите крапот, он седи вака малце и се олабава, па го масирате малце по рамењата, па малце по перките да може да ги движи малце лево десно вака, па после до главата малце лево десно и откако ќе се олабави ќе се измасира месото така. После тоа зимате ги вадите крдушките, па го масирате со маслиново масло и откако ќе биде измасирано со маслиново масло, после се става тавчиња вака и е фантазија. Само момент да ви покажам уште еднашка колку прекрасно изгледа, колку убаво е направено, затоа што ова, видете, ова се гледа дека е крчкано, дека е правено по лек, на тенане. И знаете што е интересната работа кај крапот кога го јадете? Има големи коски, не можете да ги утнете и не можете да речете ау се задавив. Леле ме удавија. А за оние љубители кои што се на фудбалот, јас знам една информација што ќе препорачам за оние што се љубители на фудбал и на спортски настани. Или па едноставно сакаат да дојдат тука со друштво, да се дружат малце. Па ќе земат гирици, па тие се едни малечки рибчиња, па направени од тавче, па со вегетка, па со солца, па со зејтиче, па со бело вино, па со водичка. Па кој ќе почне да крцка тоа, па тоа иде вака, цека, тука му нема крај. И да си кажеш две порции одма ставам старт две порции, па после тоа ќе размислам уште две да бидат спремни. И тука пиво, вино, гирици и уживате во спортски мабети со другарите или мабети за женски. Само нема да ве слушнат госпожата по дома, да не спиете после во ходник, ради вас ми е инаку. Да се вратиме на нашето јадење. Значи, погледнете, крев кубово мефце направено, сос од домат преовладува заедно со други зачини, заедно со еве Макдоналдс можам да оценам да видам дека има морковче, дека има кромиче, дека има и вака изгледа тоа прекрасно направено и подготвено, за да може да биде дел од тоа што ќе вкусите и да биде прекрасен на вкус залак кој што ќе ве навлече, што вика бабе, ќе ве навлече, он ве навлекува фактички цело време. Пушта тука, да ги навлекува луѓе да тука да јадат. Пазете се, има квалитетна храна, може и вас да ве навлече. Јас останувам да го дегустирам ова, затоа што ова фантастично. Значи, стварно го заслужува приматот тука на оваа трпеза. Не може да дојде некој, топло препорачувам некој ако дојде, кај бабе, сите нешто планираат да дојдат после оваа емисија да дојдете. И тоа немој да се заминете без крапота. Крапот во тава е посебно нешто. Посебно доживување. Посебно чувство за јазикот, значи од сите страни само вкусови, кромиче, баклиџанче, крапче, уво подготвено, динстано, направено со мерак, едно 4-5 сати оставено да крчка полека да па запечено од страната, па кога го ставиш во тањир, прекрасно, преубаво. Мили драги мои, јас мога да ќе ви кажам една работа. Да не заборавите дека вкусот има шоу само каде? Во Шопска шоу на ниедно друго место. А ја да го сакате вака убаво да се поминете со нас и да се дружиме и понатаму, нема да заборавите дека ние ви презентираме секој пат убави места, каде може да направите доручек, што може да посетите на местото каде што сме и на кој начин може да најдете прекрасен убав ресторан, кафана или устителски објект да го завршите вашиот ден со прекрасен ручек, преубав ручек. Ве поканувам вас да ги пробате местата кои што до сега сме ги поминале, односно да ги проверите местата кои што до сега сме ги поминале и да се уверите во вкусовите кои што ги имаме тестирано на лице место и дегустирано.
А нашата гастрономска авантура тука денес завршува. Следниот викенд се гледаме не повторно шопска шоу сабота и недела. Се разбира, почна гужва да се собира, почна време е да си одиме, почна гужва да се собира, да не правиме сега и ние да зафаќаме место. Со време да си фатиме патот, а вие нема да заборавите сабота и недела тука, вистинското место за посета. И во зимо на одмор си кај бабе. На одмор. Каде има вкус? Секој јадење. Или каде вкусот има шоу? Во шопска шоу се гледаме следниот викенд. Само да го најдам, јас сум ви спремил посебна приказна сега, посебна работа за вас. Ако успеам да ви ја покажам, да ја слушнете само, тоа ќе биде многу добро. Чекајте сега, еве. Шопска шоу Светонче. А со кого друг? Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Луѓе специјалитети, вкусни приказни, прекрасни моменти. Не ви кажувам повеќе, значи да само како да го заголицкаме, да го заинтересираме, да го заинтересираме вашето внимание, односно малку да ве привлечеме, да видите, чека, што е ова? Томче, што при хит песна правам за ова лето. Хит за на плажа, за уживање, за покрај базен, за со женски, кој ќе отидете, мислам, вие кој ќе отидете со женски, ја не можам, готово, толку не, ја со друго, вие со Дарко ние кој ќе отидеме или со колегата, тука си идеме ние, фамилиарно си одиме, ама вие кој ќе идете со женски на плажа, лево десно да слушате. Шопска шоу со Томче секој викенд на Канал 5 и така натаму. Кога станува збор за кебабе, рибниот ресторан, јас само да ви кажам дека поубави ракчиња и по свежа храна, поубаво приготвена, тазе, фрешко што се вика, од морето, веднаш тука направена на лице место, не сум вкусен. Има една тајна зашто е тоа така. Јас кога прашувам на некој одмаралиште покрај море што се наоѓа, кој ќе прашаш во некој ресторан од каде е подготвена храната, како се подготвува храната, дали е свежа, вика ако сакаш свежа подготвена храна, 25, 30, 50 евра порција. Ако сакаш, вика, имам јас ракчиња, имам лигни, ама се замрзнати, така што ти е 5, 7, 9 евра, вика, порција. Викам, добро. И сега, кај бабе тоа го нема. Значи, бабе нема фрижидери, бабе нема заостаната храна која што му стои и онда си набил да сега резервар до 12 месец 48 година, па да полека го готви. Не, секој 3 дена него му носат од Албанија, од Грчка и од уште едно место од пристаниште. Цап, тазе роба, баб, и после тоа ракчиња во тоа таквото путерче, не знам, крапчето во со тоа доматен сос во вакво во земјано, па не знам таму било млечката, па тука било лигните и отиде бабе и му каже на колегава Томче и све испола па он, па ништо не остави, лапач еден, ама друг пат ќе отидеме, а инаку мене умеѓу време додека траеше ова све, колегите од режија ми се јавуваат и ми викаат Томче да знаеш дека ние сите јадеме кај бабе. Викам каде јадете кај бабе? Добро, викам екипа чим јадеме кај бабе. Супер, можете да си јадете вие кај бабе, може ја да си јадам кај бабе, може некој пат ќе се договориме па ќе се начекаме таму кај бабе кој ќе јадеме. Може нема да зависи се кој како дали термински ќе се погодиме, инаку ако се допогодиме нема проблем. Јас само ќе ви кажам дека ова авантура, односно оваа гастроавантура денеска што доживеавте, преку камерата и преку тоа што го видовме подготвено од терен и преку вашите мали или големи екрани на кои што ја гледавте и доживувавте оваа авантура. Само ќе ви кажам една работа, дека не е ова направено злонамерно, демек каде беше ти сега да ни дадеш вакво јадење, посно, риби, не знам, морски плодови додека постевме. Ако се пости правилно и ако се пости според каноните на Македонска православна црква, само благовеци и светници смееме да каснеме риба. Во сите други денови не се смее да се јаде риба и не е дозволено. Проверете, ќе видите и затоа јас и не сакав да ви кажам каде можете да јадете риба до сега. Сега кога е отворена сезона и може да јадете морски плодови, може да јадете риба и сите производи од риба, во тој случај можете да отидете меѓу едно од најдобрите, ако не и најдобрата рибина чорба во Македонија, убаво подготвена храна, таза подготвена храна и се разбира за секого, за сечи вкус по нешто.
пристани цени, културно, нормално, убаво место каде што може убаво да си поминете. Од мене толку за неделното издание на Шопска шоу со Томче. Ќе ве потсетам, нема да заборавите, значи Шопска шоу со Томче на Facebook, кликате лайк. Имаме тука еден куп постови ставено со слики позади камера што се случувало, малку текст, па ако сакате прочитате го текстот, ако не разгледате ги сликите што се случува позади камера, јас шкрапам цело време, обезбедувам слики за да може да ви покажеме позади камера како е доживувањето и како е тоа и така. Шопска шоу со Томче на Facebook, Шопска шоу со Томче на YouTube, Шопска шоу со Томче на Instagram. А ние се гледаме веќе следната недела во нова гастрономска авантура. Поздрав! Како беше песничката се да продолжи? Доручек со вкус да те настрви, тоа го може само Томче.